Република Македонија и понатаму и се случуваат едни избори во кои што се загрозени основните демократски процеси и со кои што директно се врши влијание на изборната волја на гласачите. Ова се избори каде што се уште со сење на страв и со закани се атакува на ограничувањето на основното право на граѓанинот, а тоа е правото на слободен избор. При тоа, не е страшно што ова се случува во скоро сите општини каде што ќе има втор круг на гласање, туку поопасно е што нема ниту заштита од државните институции, а многу државни институции се дел од овој процес на вршење притисок врз граѓаните. Тоа што беше слика за изборите во предизборието пред првиот круг, сега се пресликува и продолжува со зголемен интензитет секој ден, се посилно да се врши притисок врз гласачите. Институциите наместо да го спречат ваквиот притисок врз гласачите, Министерството за внатрешни работи, труд и социјала, Министерството за земјоделие, други агенции стануваат дел од притисокот врз гласачите. Нема општина која што влегла во вториот круг на гласање, а да не се следени активистите на ВМРО-ДПМН, на Коалицијата за подобра Македонија, кандидатите за градоначалници или нивни соработници или председатели на општински комитети. Господин Милошовски, дали во извршниот комитет на ВМРО се зборува за некакви измени внатре во највисокото раководство, особено затоа што изминативе денови излезе името на Христијан Мицковски како можен наследник на Никола Груевски. Дали вие би го прифатиле тоа? ВМРО-ДПМН ги анализира изборните резултати, одиме кон вториот круг, очекуваме голем дел од граѓаните да се изјаснат слободно и да не подлегнат на притисоците, да изјаснат својата волја и да имаме еден изборен успех во повеќе општини каде што сме пласирани во вториот круг. Во секој случај имаме доволно кадровски капацитет и потенцијал и сега и во иднина да нудиме и државни, и партиски, и локални решенија кои што се подобри од актуелната власт.